Драги ученици, добро дојдовте во нашата и ваша училница на денешниот час по предметот општество, на кој што ќе се запознаеме со карактеристиките, поважните карактеристики на моето место на живење. А моето место на живење е градот, меѓутоа на некого место на живење е и селото, што значи денес ќе се запознаеме со карактеристиките кои што ги има градот и карактеристиките кои што ги има селото, како и која е разликата и како се поврзани градот и селото меѓусебно. Моето место на живење, град и село. Би ве замолила, доколку за понатаму, во кое било време, можете да го застанете видеото и да си повторите она што јас ќе го кажам или она што е презентирано на следовите во ова видео. Да видиме. Местото, како што кажав, каде што јас живеам, се вика мое место на живење, а тоа е градот. Што представува градот? Градот е големо населено место во кое живеат многу луѓе. Во нашата република има повеќе градови, а Скопје е главен град. Во градот има пак повеќе населби. Населбата представува дел од градот и во неа има училишта, амбуланти, продавници и се што им е потребно на луѓето кои што живеат таму во таа населба. Еве неколку слики од 3 наши градови, иако ги има повеќе. Првата слика, ова е сликата од нашиот главен град Скопје, тоа е камениот мост во Скопје. Втората слика е од нашата туристичка дестинација, односно бисерот, нашиот бисер Охрид. И третата слика е слика од мојот роден град, а тоа е градот Битола. Да видиме, кои се пак карактеристиките на селото. Луѓето, покрај тоа што живеат во град, како што напоменав на почетокот, може да живеат и на село. Таму исто така има училишта, има и продавници. Некои села имаат се што им е потребно за живење на луѓето, а во селото се чуваат домашни животни. Луѓето работат во зеленчукови, во овошни градини, како и на нивите. Градот е поврзан со селото. Повеќето прехранбени продукти од селото се носат во градот. На тој начин селото и градот се поврзани меѓусебно. Да видиме сега како изгледа селото. На првата слика гледаме едно село кое што се наоѓа во шумски предел. Домашните животни, како што кажавме, живеат во селото, во селскиот двор. И ова е изглед на стара селска куќа. По што се разликува градот од селото? Во градот постојат висококатници. На оваа слика гледаме дека во градот има згради, и тоа големи згради, каде што живеат голем број на луѓе, додека во селото нема згради, има само куќи. Другите разлики се тоа што во градовите има булевари, има пешачки патеки каде што луѓето шетаат и кои што се уредени со зеленило, со цвеќиња, со канделабри и така натаму. Додека во селото има асфалтен пат, некаде има, а некаде нема ниту асфалтен пат, меѓутоа ги нема булеварите и оние пешачки патеки или центри на градот каде што луѓето шетаат секојдневно. Исто така, луѓето во градот работат во разни фабрики, додека луѓето на село, како што кажавме, се занимаваат со земјоделие, сточарство и овоштарство. Еве на оваа слика се гледа како човек работи на својата нива и вози трактор, а овде како на другиот слајд имаме неколку слики од домашни животни, кои што пак еве се гледа на оваа слика дека на сликата има крава која што дава млеко, а млекото знаеме дека посебно вас, драги деца, ви е потребно да го пиете за да бидете здрави. Исто така, во градот
Има разни споменици, музеи, театри, а тоа во селото го нема. Додека пак, за разлика од тоа пак, во селото имаме чиста природа, наоѓаме разни шумски плодови, меѓу кои еве еден вид печурки, меѓутоа знаете дека печурките некои од нив се јадат, некои се отровни, затоа треба да сме внимателни, а исто така и шумски плодови. Разликите меѓу градот и селото, кои што видовме досега, се големи, меѓутоа еве уште една разлика помеѓу градот и селото. Воздухот во градот е загаден од чадот на фабриките и не само чадот на фабриките, како што знаете и сами, и од големиот број на возила, и од грејењето на луѓето, и од уништувањето, од несовесноста на некои граѓани и така натаму. Додека по селото воздухот е чист, има повеќе зеленило, а со тоа и повеќе чист воздух. На овој час ги проширивме нашите знаења за поважните карактеристики на моето место на живеење. Ги научивме разликите помеѓу градот и селото, научивме што работат луѓето во градот, а што во селото, научивме исто така дека воздухот е чист во селото за разлика од воздухот во градот. Вие дома со вашите родители да си направите по еден албум со фотографии, со сликички, еден за градот, еден за селото. Кои се сличностите и кои се различностите кои што ги имаат градот и селото, со што ќе си ја повторите денешната лекција, која што ја учевме